Почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини на вестите на ВИС. Како што и најавивме на почетокот од ова издание на вестите, гостин во студиото дека ќе имаме, мој денешен гостин во вестите, Маријана Тошева, секретар во Општинска организација на Црвен крст од Струмица. Маријана, добре дојде. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Да, прв пат си во вестите на ВИС, но се надевам не и последен. Овој пат те поканивме затоа што имаме една прекрасна вест да ја соопштиме на гледачите на ВИС од цел Југоисток. Тоа е дека Струмица доби 13 сертифицирани персонални асистенти за кои што ќе се грижат на лицата со попреченост. Што тоа значи? Колку Струмица успеа со овие 13 персонални асистенти да помогне на луѓето кои што им е потребна помош? Најпрви уште еднаш благодарам за поканата. Да, ние вчера ги добивме сертификатите за сите тие лица кои што се обучуваа во просториите на Црвен крст. Во меѓувреме и самиот Црвен крст на Република Македонија преку Општинската организација на Струмица, кој што е една од 7 кои што ја добија можноста да ги обучуваат и да ги испорачуваат услугите на лицата со телесна попреченост. Значи, ја отпочнаа програмата заедно со Министерството за образование на возрастни, и другиот дел е преку Труд и социјала, кој што ќе го финансира тој проект, ние ќе се имаме како провајдери. Суштината на таквите лични асистенти е да има возможност на лицата со телесна попреченост да бидат малце посамостојни во функционирањето, да им дадеме на знање дека и тие може да бидат дел од нашето општество, само им треба малце помош и да се отргнат од таа една, да кажам, редовна изолираност, дека најчесто сметаат дека треба да бидат дома, дека не можат да прават некои работи. Личните асистенти значи се обучени и сертифицирани за сето тоа, значи да им овозможуваат на таквите лица да бидат поприсутни во самиот општествен живот, а и да вршат некои работи кои што така не би можеле да ги вршат. Од друга страна, тоа ние го гледаме и како една можност за членовите на фамилијата кои што се грижат за таквите лица секојдневно, да имаат свој простор и тие нешто да прават сами или да се надоградуваат, да стекнуваат некои искуство и така. Така, во практичен пример значи дека персоналниот асистент го вади лицето со попреченост од дома, вршат работи потребни во секојдневието, банки, училишта, институции и така натаму. Посетуваат заедно театарски представи, кино представи, се дружат со други лица, излегуваат заедно на прошетки редовно. Во друг дел, значи, она што е дефинирано сепак е тоа дека таквиот персонален асистент му асистира на корисникот 20 часа неделно, не повеќе од тоа, затоа што веќе тоа преминува во дел нега. Меѓутоа, доколку правилно се искористи времето и тоа поврзување помине добро, затоа што ние веќе ги споивме, значи, персоналните асистенти со корисниците. Ние имаме, значи, 13 персонални асистенти, од кои што основни се преку Агенцијата за вработување, и она по кој што ние сме пионири, да кажем, Општинската организација на Струмица е делот дека ние 5 од таквите асистенти сами ги обучивме за да може да одговориме на потребите на лицата со телесен инвалидитет. Овде ќе искористам и приликата, значи, да ги окреграм сите други лица кои што се телесни инвалиди, посебно од територијата на нашата општинска организација, кој што ги офаќа и делот на општина Ново село, Босилово, Василево и Струмица, значи да се пријават во подрачната служба на Центарот за социјални работи, да побараат свој личен или персонален асистент. Така, каков е интересот досега од страна на лицата со попреченост? Ние имаме интерес, само што првично ни беше битно да ги споиме, значи, првичните корисници заедно со бројот на персонални асистенти со кои што во моментот располагаме. Министерството ни најави можноста да еден персонален асистент се грижи за 20 корисници, што исто така многу битно. Од друг сегмент, па сите тие луѓе кои што се ангажирани за една таква хумана работа, значи ќе имат и можност да заработуваат, го решаваме малце во тој дел заедно со Агенцијата за вработување проблемот со невработеноста. Овој проект ние го гледаме како една потреба и за приближување на нашата општина, нашата држава кон сите тие стандарди на Европската унија, каде што државата посебно треба да се грижи за таквите лица. Тоа што ние друго сакаме е малце
Во обуките тоа го приметивме, еве и јас, да кажем, како секретар на општинската организација, колку се менува свеста за потребите на тие луѓе. Кога го гледаш проектот, ги забележав и персоналните асистенти, кои што прво дојдоа само за обука, после ја гледаш таа една желба да им се помогне на таквите лица кои ќе ги видат нели нивните потреби баш од прва рака. Кај нас дури во обуките беа вклучени самите корисници со своји нели критики, сугестии за да се направи малце поквалитетен и самиот проект. И така да ете заедно сите би сакале да продолжиме, значи да работиме на подигање на свеста на целата општина за потребите на таквите лица. Така и на самиот крај кратко, значи ли ова дека Струмица останува со овие 13 персонални асистенти или пак можеби ќе постои понатаму преку Биро за вработување уште еден проект кој што ќе се имплементира и ќе создадат кадар за нови персонални асистенти? Доколку има потреба и се јават значи многу повеќе корисници од тие што се во моментот, ние без проблем ќе продолжиме понатаму со обуките, дури не мора да бидеме и врзани значи со агенцијата за вработување. Тоа може да се јават значи сите лица кои што сакаат да работат такво нешто, нели да им помагаат на лицата кои што се со телесен хендикеп, со самите сертификати кои што ќе ги поседуваат од Црвениот крст, значи ќе може да се јават во самото провајдерство на Црвениот крст и да заедно со Труд и социјал ги испорачуваме услугите на крајните корисници. Така, ви благодарам и ви честитам за успесите кои што ги постигнавте. Благодарам на вас. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со останатите содржини од вестите на ВИС.